Благодарам, почитувам подпредседател на Собранието, почитувани пратеници, почитувана јавност, почитувана госпоѓа Ивановска. Најнапред би сакал да истакнам дека Државната комисија за спречување на корупција има направено навистина сеопфатен извештај, одличен извештај. Сите параметри се внатре, иако можеби на прв поглед изгледа дека е екстензивен, согласно бројот на страници, но навистина внатре може да ги видиме сите објективни работи со кои што сте се соочувале додека сте извршувале таа функција и сте работеле таа работа во 2019 година. Она кое што мене лично не ми се допаѓа, претпоставувам законска квалификација се процентите. Според мене треба да се трудиме да одлучува квалитетот во извршувањето на работните задачи на определена позиција, независно која и од која агенција е, но таква ни е државата, не се занимаваме со квалитет, се занимаваме со тривиални работи. Така и оваа дискусија повторно имам чувство дека се претвора во една шарада. Се споменуваат луѓе кои што по 6 години не се на власт, немаат потписи, се заборава дека ова е извештај од 2019 година и треба да се концентрираме на тоа што било во 2019 година. Значи, го почитувам тоа што се одважите да го образложите и на комисијата и на оваа пленарна седница, но, господја Ивановска, имам до вас една пријателска препорака. Тоа не дозволувајте толку многу да ве бранат колегите од Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи тоа му штети на вашиот имидж во јавноста. Вие треба да бидете објективна, неутрална и секој обид за додворување од било која политичка партија треба да се трудите со индигнација да го одбиете, така и од колегите од Социјалдемократскиот сојуз и владеачката коалиција. Она во контекст на ова би сакал да напоменам и тоа дека независноста на ДКСК во законскиот промет во Македонија, во поставеноста на институциите, по мене лично, иако не сум правник, сум политиколог, не ви дозволува по мене етички да се гледате два пати месечно со министерот без ресор задолжен за корупција во државата, бидејќи лично сметам дека поставеноста на институциите таква да вие треба да го ловите него, а не да соработувате со него. Мислам дека треба да бидете целосно независни и што е можно со помалку политичари да се гледат и од власта и од опозицијата, а што е можно повеќе пријави имате према носителите на јавни функции во ова општество. Господја Јовановска, зборуваме за 2019 година. 2019 година е година во која што Социјалдемократскиот сојуз и неговите коалициони партнери ги имаат 99% од градоначалниците во државата, 100% од директорите на јавните предпријатија во рамки на единиците на локална самоуправа, 100% од министри, заменици, државни секретари, 100% од разни агенции, подагенции во оваа држава и ние немаме ниту еден случај на одговорност, а само ќе ве потсетам дека не само народот што тоа го чувствува, туку и извештаите на Европската комисија за 2019 за 2020 година кажуваат дека во оваа држава има корупција во секоја пора. Така што очекувам во идниот период тука повеќе да се задржите, бидејќи навистина целиот проток на пари и на државно и на локално ниво е во рацете на една владеачка коалиција и мислам дека не треба да се случува да во иднина 2019 остане, по мене остана во впечаток по наводните хидроцентрали кои што ги имате за лидерот на опозицијата, потоа се повлековте. Мислам дека треба да се концентрирате повеќе према оние што ги трошат државните пари, а пак ќе ви кажам, едни се, тие се, и на државен секаде се они, и во меѓународна политика и секаде, така што сакам да знаете дека граните на Република Македонија плаќаат ДКСК, плаќаат вице-премиер за корупција, плаќаат финансова полиција, плаќаат финансиско разузнавање, плаќаме агенција за перење пари, економски криминал, Државен завод за ревизија, МВР. 100 имаме институции кои што се бават со корупција, а во 2019 година ниту еден владин функционер нема одговарано за корупција. Како граѓанин ви зборувам, тоа се зборува во јавноста.
сите овие институции имаме чувство дека несоодветно се борат со корупцијата и затоа впрочем ги добиваме оние извештаи кои што ги добиваме од страна на Европската комисија, но се разбира кај вас е најмал обемот бидејќи со законските регулативи така сте поставени. Сакам колеги од Социјалдемократскиот сојуз малце да се погледнеме во очи, да ја видиме на вистината, а вистината вели дека ки господјата Ивановска предвидела, ако може да слушаме подпредседателе, знам дека некои работи не сакаат да се слушнат, но господјата Ивановска предвидела 17, имала планирано административни службеници, во 2019 успеала само 3 да вработи, имала потреба од 32 стручно административни службеници, само 18 успеала да вработи, бараа простории, колеги, не ги добија. Јас само ќе ве потсетам дека вие се боревте за независно судство, па му скративте 3% буџет на судството, па се боревте за независно обвинителство и таму 20 милиона денари скративте буџет на обвинителството. Па се боревте за Совет за евроинтеграција да одиме во Европа, уште не е донесен, до 4 август сме пратеници, се борите за ДКСК, хвалоспеви овдека имаме, ама кога се работи за соодветно кадровско екипирање на тие кои што треба да ценат работата на оние кои што вие ги бирате во извршната власт, тогаш, колеги, никаде ве нема. Кога им треба на луѓето простории, вие сте декларативно за, ама кога се појави Артан Груби, нели, и неговите потреби за вработување, за се, таму има пари, за ДКСК нема пари, и тука, преку оваа институција, уште еднаш гледаме дека сето она кое што во јавноста се зборува, сето она кое што овдека во собранието се зборува, сите декларативни заложби се едно те исто, а тоа значи убави зборови, нула реализација. Во поглед, господи Ивановска, на бројот на предмети поврзани со носители на функции, јас сметам дека во идниот период, препоставам дека така и во 2020 година, повеќе треба да се занимаваме со, тоа се занимава дека комисија со оние кои што имаат право на подпис. Оние кои што имаат се директори, министри. Зошто го велам ова? Затоа што видите дека предмети за пратеници 23, ама за градоначалници само 7. Пратеници има 23, директори на предпријатија само 3. За пратеници имате 23, за суди имате само 3, и мислам дека треба големо внимание да обрнеме. Во собранието пратениците имаат право само да зборуваат, имаат квалитет од оваа говорница, но ние овдека ниту гледаме, ниту плаќаме, ниту подпишуваме договори, и мислам дека поцелисходно би било да се свртите повеќе кон оние кои што ги имаат парите, управуваат со нив, имаат извршни функции. Исто така во табелата, оваа каде што ви е графиконот за бројот на предмети поврзани со функции, навистина пишува поранешен генерален секретар на владата на Република Македонија дека имате еден предмет. Јас навистина не знам што стана со тоа, но очекував дека ќе видам предмети за тогашниот генерален секретар на владата, господинот Рашковски, особено за него 2019 беше мощна бурна година. Многу милиони во јавноста имаше, многу сумњи, така што не знам дали сте го гледале, можеби е грешка овдека, но навистина очекував дека тоа треба да биде. Сакам да се навратам и на секторот 4,7. Антикорупцијска проверка на закони и подзаконски акти. Ова е многу важен дел и ми е драго што го обработувате. Навистина, тука во Македонија имам чувство како граѓанин дека се краде согласно закон. Значи се прави закон за да се краде. Тука мислам дека во 2019 година треба да му обрнете внимание на предметот на поранешниот вице-премиер за координација со економските ресори, Кочо Андјушев, кој што во ова собрание смени закон на определен репроматеријал за неговата фабрика, и време трајањето на тој закон беше 1 месец без царина, тој се ги увезе, после месец кога разбра другиве компании дека тоа може и тие да го увезат, им рекле извинете, ама тоа заврши. Како заврши, така се врати законот таму само месец дена. Сега, на крајот, бидејќи немам време, имам неколку прашања. Фросина Ременски, предметот е затворен, Елем, внукот го вработила, што имаме? Кресник Бектеши, Шурнајата вработил во Елем, предметот е затворен, немало елементи. Мира Стојчевска, има 3 предмети. Талат Джафери има 1 предмет. Магледана Несторовска од МВР, предметот е затворен. Овдека не ми е јасно за, каде беше, само дозволете ми, Тања
Ковачева, поранешен пратеник, многу членови семејството работила, Кирацовски вработил многу. Мислам дека овие предмети, освен прекршочно и вака, немам време да ги образложам, мислам дека треба исто така посериозно да видиме дали на вистина суштински се нема, мене ми е јасно дека правно тој нема ингеренции како функционер во партијата ке некој друг директор, но суштински знаеме дека има и можеби треба да ние ќе ве поддржиме, треба да имате барања за измени на закони со цел да бидете поефикасни и во овој дел бидејќи на вистина кога ќе видите дека функционерите се вработуваат децата, овие други кои што се квалитетни и учат од државата, не е фер.